Кутијата со Никовски. Штовни слушатели, добар ден. Иако беа плановите поинакви, сепак ќе почнеме со специјалното јавно обвинителство. И ако некој се праша се што бара таа тема на оваа емисија, која зборуваме, нели така, кога основа да се дипломатски теми, ќе објасниме дека зад специјалното јавно обвинителство се крие странскиот фактор, поточно Вашингтон, и тоа е и нивна алатка, тоа е формирано со единствена цел да ја руши оваа власт и затоа е неприфатливо. Инаку сме кажале порано и да повториме сега, нас не е потребно таква институција, меѓутоа која ќе се бори против криминалот и корупцијата кои се присутни во земјата, а некоја ќе води политика како овој случај, и тоа во интерес на странскиот фактор. Ние исто така најавивме дека периодот и до 11 декември, а многу веројатно за жалост и потоа ќе биде жесток, и еве тоа се реализира. И да споменеме и да повториме дека изборите на 24 април и на 5 јуни беа одложени само заради тоа што оваа институција не беше спремна да не бомбардира, да не сврти во погрешна насока, да не го измие мозокот и слично, и дека тие одлагања не беа резултат на политиките на нашата опозиција, туку точно на Вашингтон, кој е степо поддржан од Брисел. Значи, ете тој жесток период започна, и сега не навлегувајќи подетално во нивните чекори, само ќе констатираме некои работи кои покажуваат дека таа институција води политика, и то политика која е во основата против интересите на оваа држава и овој народ. Да почнеме од фактот дека тие отидоа во МВР да вршат инспекција, односно да земат документи, да преземат документи од Управата за безбедност и контраразузнавање. И кога ви им рекоа дека механизмот, односно машинеријата или техниката, како сакате, во која се содржат податоците кои им се нив потребни, не е во собственост на Министерството и на управата, туку е странски фактор, и дека за такво нешто е потребна нивна дозвола и согласност. И сега замислите, овие наши, да речем, интелектуалки, рекоа дека техниката е кај вас и ви одговарате за неја. Тие одговарат за неја, ама да ја чуваат. Ако било што има кај вас, кај мене дома, а не е ваше, вие не располагате со тоа, само вие имате некоја, нели, играте улога на стовариште, на оставина некоја, која некој може да ја отвара само со дозвола на собственикот. Тоа после го видела специјалното јавно обвинителство и тие наводно информациите побарале дозвола од надвор, односно од собствениците. Меѓутоа, аферата е направена, подигната е адреналинот, ако сакате, во земјата, кризата е подлабочена на некој начин, а тоа е во основата и нивната цел. И има уште неколку работи кои ќе ги само нотираме вака за пошироко размислување, а тоа е фактот дека објавуваат оглас, нели има таму спорно лице кој е очигледен поддржувач, активист, и ако сакате бургија, за така го викаат очигледно на опозицијата, го примаат на работа, иако е осудуван, и пледираат на некаква рехабилитација на осудените лица, кој бил, како што читавме, осуден за измама. Ви се молам, ако специјалното јавно обвинителство зема улога да биде носител на рехабилитација на осудените во државата, веќе друга приказна. А тоа што го прикриваат за тој феномен, ако сакате, човек кој е очигледно едносмерен, очигледно отворено ориентиран и очигледно работи на уништување на сегашната власт, тоа е на клучното прашање. И во тој контекст, тие, инаку двете, и Фатиме и другата јавна обвинителка, освен главната која не е баш многу вична во зборувањето, двете се првокласни, извонредни, аргументирани, настапуваат со една сигурност и све, импонираат, тоа да се каже. Меѓутоа, кога ги прашуваат за овој случај, например, велат, да, ние дадовме оглас во Утрински весник и во Коха. Ви се молам, вие знаете, Утрински весник каква ориентација има, и јас знам многу добро. Значи, клиентелата кој го чита Утрински весник се знае кого поддржува, а Коха, не навлегуваме веќе што е позадината на Коха, и сега од тамо, значи, тие со други збори бараат кандидати за работните места.
Тоа е исто така еден показател на нивната ориентација, се што е против оваа власт да се мобилизира кај нив, ги има мнозина, кои од архитектот Грчев па до Тортевски адвокатот, кои во јавноста се декларирани и така натака и не ги кријат своите обедувања, плукаат и така натака и се вие нив ги ангажирате. Тоа покажува значи една многу јасна ориентација која не е дел од не сме да биде дел од една институција која треба да води борба против криминалот, против целосниот криминал во државата, кој постои, реков ми, треба да се бориме против него, меѓутоа која е едносмерно насочена и која има конкретна за цел да ја руши сегашната власт. Јас ќе повторам уште еднаш дека треба се влезе во управата за безбедност и контразузнавање. Ќе кажам исто така дека еден од факторите зашто пропадна социјализмот беше таа пренагласена и доминантна улога на тајните служби. Мислам дека многу што не е поправено ни по независноста и самостојноста на Македонија. Напротив, случајот, аферата со прислушувањето кажува дека тамо се прави кој што сака и иако за тоа јас тврдам стоева странските разузнавачки служби, меѓутоа факт е по многу што дека таа нечиста работа е завршена од нашите служби, во нашето Министерство за внатрешни работи и за тоа кој треба да ја понесе една целосна одговорност, една одговорност која ќе биде поука за сите. За дипломатијата со Никовски. Непланирано почитувани слушатели, започнавме со темата сврзана со СЈО, да бидеме пократки, и да додадем уште неколку елементи кои мислам дека се важни за оваа институција, политиките кои ги спроведува и целите кои сака да ги реализира, кои се апсолутно интерес на Вашингтон, следен слепо од Брисел, и точно токму заради тоа ние мораме да покажеме отпор против нив и што побрзо ова едно вако специјално јавно обвинителство се тргне и да се фрли на ѓубришето од историјата, затоа што не има цел и задача да се бори против криминалот и корупцијата, кој ги има во земјава и на која жртва сме сите ние, меѓутоа има одредени јасни политички цели и што е најстрашно, тоа многу често така се однесува. Рековме дека вработува само луѓе кои се директно експонирани на страна на опозицијата, значи сето тоа се врзе во еден круг кој е магепсан круг, кој ги потврдува нивните основни намери. И да спомнам само уште дека нивниот портпаролот на опозицијата беше пред некоја вечер на ТВ Нова кај Љубиша Николовски, нашиот колега, и му кажа тој, онака, знаете, вистината не може да се скрие никако, му кажат дека наредниве денови специјалното обвинителство ќе иде со многу конкретни показатели против власта и така натака. Најлогично и нормално, Љубиша го праша, а од кај го знаете тоа? Уште еден доказ дека тоа се работи, значи, за една ујдурма, ако сакате, за еден затворен круг на намери, интереси против основите на оваа држава. Аз реков и ќе повторим и сега, се е со цел да се фрли државата и народот на колена, да дојде некој друг на власт кој ќе биде спремен да го вид карбетот, што покажува опозицијата отворено, и да го заврши на епопеја сврзана со македонското прашање, нашето име и идентитетот на нашиот народ. Дека сето тоа ми е јасно на власта, покажува изјавата која даде, односно констатацијата која изрече Груевски на митингот кој беше одржан мејата недела во салата Борис Трајковски, кога рече отприлике вака: ако не преплават со канења на распити, покани за суд, спектакуларни пресконференции, само ќе доведат до поголема партија на партијата. И да знаете, јас мислам дека така и ќе биде. Јас не сум член на ВМРО, не сум ни симпатизер на ВМРО, јас сум левичар по определба. Меѓутоа, ВМРО за среќа ги брани основните интереси на оваа држава во моментот и затоа сите ние треба да ја поддржаме и тоа треба да дојде нагласено до израз на следните избори. Значи, точно тоа што го предвидено, тоа е јасно и сосема, и целта и
намерите на американскиот фактор и мислам покажа јасно дека и го предупреди народот да не паѓа на тие финти, да не паѓа на тие измами, што наредничниот народ и до сега го покажа на еден прекрасен начин дека сето тоа не може да помине. И во врска со целата ова аујдурма која ни прави СЈО, да споменеме дека има судска одлука да влезат во управата за безбедност и контраразузнавање. Видовме во печатот дека не ја подпишала судиката која оддела во американската амбасада и влегувала на задната врата. Знаете, тој странски фактор, USAID, Сорос, амбасадата во целина и така натака не седат со скрстени раце, се работи за една нивна и исклучително важна акција која не успеава да ја заврша за 25 години и сега мисля дека е моментот да тоа биде реализирано и дека сите тие елементи кои ги спомнавме само покажуваат под каква опасност сме, пред какви заговори сме. Ние не сме фобични на некакви така странски манипулации генерално или не знам по некоја природна особина. Напротив, ова што се прави од блокадите кои ги имаме од 2008 година од самитот на НАТО во врска со приемот во евроатлантските организации, кога ни поставија блокада, уцена и ултиматум, иако тоа е некаква фобија од странскиот фактор, тогаш што не е фобија. Мислам, ако некој ве блокира, уценува и поставува ултиматум, а вие му викате браво, тогаш значи дека не сте нормални. Ако се буните и претате и се обидувате да го промените тоа и да го истакнете, да го посрамите, ако сакате, на поширок план, тоа само покажува дека не дека имате фобија против странците, него напротив дека сте објективен и дека сте свесни за вашите интереси, за вашите потреби и дека се обидувате тоа да го постигнете. И овој дел од денешната емисија да го завршиме со изјавата која даде рускиот министер за внешни работи Лавров на заседание на рускиот горен дом од парламентот. Тоа се вика Советот на Федерацијата. Руската Федерација, да спомнам дека е составена од 82 единки, разбирате. Тоа е што нема во неа. Тоа е еден таков конгломерат. И ако се обидете да ги запамтите сите тие составни делови на Руската Федерација, мислиш дека нема да успеете. Значи, на тој горен дом на рускиот парламент имаше две прашања поврзани со Македонија. Тоа го објави кај нас единствено вестникот Вечер и во нив многу детално Лавров се задржа со состојбите во Македонија, отворено кажа дека Запад, мислам дека пред се Америка, сака да ја руши владата на Груевски. Тој како повод за тоа ги спомнува нашето одбивање за да се спроведа санкции против Руската Федерација, што беше апсолутно исправно и мислам единствен нормален политички чин од наша страна, исто како и поддршката за прво за Јужниот тек, а потоа за турскиот тек. Мислам, он тука ги гледа причините за ова политика, односно овој обид да се руши сегашната влада. Пардон, јас би додал, тоа не мора да го знае Лавров и не мора да му биде тоа него во преден план. Тоа е обидот да се прекраси државата, меѓутоа и тие два повода кои ги спомнува тој се апсолутно точни. Тие може и беа само финалето на таа или врвот на таа пирамида која ги тера на една некаторска, неприфатлива политика према Македонија. И покрај тоа Лавров спомна за војната во 2001 година, спомна за правата кои ги доби албанците во нашата држава и рече дека тоа е нешто што е повторно политика на двојни стандарди и спомна дека русите во Естонија и во Латвија, кај што се побројни од албанците во Македонија, не уживаат никакви права и тоа не им пречи ниту на ОПСЕ, ниту на Европската Унија, ниту на било кој друг да го санкционира и да бара воспоставување на некаква поправедна, ако сакате, политика и структура во овие две балтички земји. Меѓутоа,
Тоа е повторно доаѓаме на старо правило дека правда нема, дека политиката на двојни стандарди која јас ја изравнувам со меѓународниот тероризам, бидејќи едните и другите не го почитуваат меѓународен правен поредок, прават она што смета дека нив им користи, а за другите не водат сметка. Со тоа што за терористите знаеме и од нив се чуваме, меѓутоа од двојните стандарди немаме спас. Значи тоа е само нов податок, нова потврда тие двојни стандарди кои Вашингтон, западниот свет воден од Вашингтон, редовно ги реализира. И на крајот, да го спомнем уште тоа, Лавров го коментираше и фактот што едни личности од ОПСЕ, јас мислам дека беше американскиот амбасадор во Виена, во центарот на ОПСЕ, дојде во Македонија, една мала делегација, ali ne sam siguran da li беше американскиот амбасадор, важно беше беа американци главно во таа делегација, дојде во државата и се представија како делегација на ОПСЕ. Тие нема никаков мандат од ОПСЕ и Русија покра некоја постапка во Виена, меѓутоа факт е дека ние ништо не преземавме. Нашите требаше направат многу поголема фрка, ако сакате, тоа не баш многу интелектуален израз, меѓутоа го искористиме да направат голема афера во Виена, да бараат расправа на таа тема, нашите како и обично си го премолчаа тоа и ништо не се случи. Со ова затвараме овај дел од програмата денешна сврзана со СЈО и ќе продолжиме со нешто како најактуелно, а тоа е двојните стандарди на Европа во однос на Црна Гора и Македонија. За дипломатијата со Никовски. Почитувани слушатели, зборувавме за СЈО, иако е на некој начин домашна тема, меѓутоа таа е во улога на реализација на странските интереси, затоа и посветивме повеќе внимание. Значи има врска со дипломатијата, односно со нашите меѓународни односи. А сега ќе се држиме малку повеќе на последните избори во Црна Гора и реакциите кои следеа по нив и ќе се биде направена споредба со односот на меѓународниот фактор, поточно Вашингтон и Брисел, кон Црна Гора и кон Македонија. Предпоставам дека мнозина од вас чуја, видоа дека изборите во Црна Гора беа одржани во исто така една тензична атмосфера, дека таму имаше слични решенија како нашите околу создавање на една преодна техничка влада како сакате, се со цел да никој не ги оспорува изборите, меѓутоа пак дојде до оспорување. Тоа е она што ние се обидуваме да свртеме внимание на можните резултати, на можните опции преди по изборите во Македонија, да едната политичка сила, опозицијата прво ги бойкотира изборите и второ да не ги призна резултатите. Во Црна Гора се случи тоа второто. Опозицијата не ги призна резултатите и за разлика од Македонија во 2014 година при последните избори, Брисел и Вашингтон веднаш ги признаа изборите, веднаш ги поздрави резултатите, иако опозицијата рече дека тие беа нерегуларни и дека нема да ги признае. Во споредбата меѓу нас и црногорците ќе кажеме дека улогите се точно спротивни. Кај нас опозицијата е поддржана од Запад, позицијата е нивна цел да се сруши, бидејќи неговит карбетот и не е спремна да го жртвува националниот идентитет на македонскиот народ, а во Црна Гора позицијата Ѓукановиќ, кој е веќе 27 години на власт во оваа држава, било како премиер, било како председател, е сега целосно прозападно ориентирана, се сврте против Русија и тие уживаат поддршката на Вашингтон и Брисел, а опозицијата пак ја поддржува Русија. Русија во овој случај Русија ги поддржува опозицијата, тоа е еден од ретките случаи кога Москва игра некаква улога на некаква политичка улога на балканскиот простор. Тие знаеме дека се помалку присутни. Тие се присутни на оден начин во Република Српска, малку помалку во Србија. Во Македонија ги нема воопшто, иако изјавата која цитиравме на Лавров, на Сергеј Лавров, покажува дека тие ги следат состојбите и знаат што случува кај нас, меѓутоа тие се држат настрана од нашиот политички галиматијас. И сега имаме Црна Гора, која беше долго години еден од најблиските соработници на Москва, мислам со една
проруска ориентација која беше традиција црногорска, меѓутоа Ѓукановиќ тоа го промени и сега имаме да власта де факто е целосно ориентирана према Брисел и Вашингтон, воведе санкции против Русија, што предизвикаа помалце смеа и шега во Москва, меѓутоа тоа е факт. И во овие избори дојде до една повторна конфронтација меѓу тие проруски во сили во Црна Гора и прозападни. Сега се уште не е јасно дали опозицијата ќе опстане на својот став за бојкот на парламентот, зашто ако тоа дојде на избори, ќе бидат нови избори, ќе бидат нови соочувања, нови конфронтации, или пак ќе се повлече. Притисокот врзни да се повлече е силен, тие ќе се обидат да формираат влада, бидејќи фактички опозицијата има 39 пратенички места, а Демократската партија на социјалистите на Ѓукановиќ, на Мило Ѓукановиќ има 36 места во парламентот, значи тие формално имаат 3 места повеќе, меѓутоа во парламентот има укупно 81 пратеник, значи за да се добие мнозинство потребен 41. И тие два кои ми се потребни на опозицијата да евентуално тие го имаат мнозинството, не може да ги добијат, бидејќи тие преостанати колку се 2, 5, 7 пратенички места се на малцинствата, од кои 5 традиционално соработуваат со Ѓукановиќ, со ДПС, Демократската партија на социјалистите. И сега ќе биде веројатно борба околу нив, а двајца пратеници се секојаш на страната на Ѓукановиќ, значи се 38 према 39. Може да мислите дека притисокот и од надвор ќе биде силен, да овие од опозицијата, тие се двајца бошњаци, еден хрват и еден албанец, бидат се приклучат кон Ѓукановиќ, меѓутоа факт е дека владата во најдобар случај ќе добие 42 пратеници, а најверојатно ќе остане на 41, а тоа значи една несигурна влада, која нема да може да владе и со други зборови Црна Гора порано или подоцна ќе мора да оди на предвремени избори. Него за нас е меѓутоа тука клучен фактот што Брисел, за разлика од 2014 година по нашите избори, кога дојде тој бојкот кој немаше никаква основа, немаше ни една објективна причина да се случи, бидејќи победата беше на власта огромна со 200.000 гласови, записникот кој го направија овие представниците на ОДИХР и на ОПСЕ, кој ги водеше амбасадор Герт Аренс, напиша реално дека изборите со други збори може да се прифата, дека нема основа да се доведуваат во прашање изборните резултати. Тој бе нелично, ние се знаеме многу одамна од 70-те години, заедно службувавме во Пекинг, ми рече дека да беше победата помала, тогаш ќе можеше све да се стави на маса и да се оспорат изборите, меѓутоа победата е со таква разлика што сите оние нерегуларности кои се ке наследовни, нели така, не можат да го доведат во прашање резултатот на изборите. Меѓутоа и во таква ситуација Брисел, бојкотот на опозицијата, прво го осуди и бараше онака млако, што би рекле, и бараше да се таа врати во собранието, меѓутоа тука да тоа остана, а ние подоцна го видовме сценариото кој дојде до израз, дека после тоа следеше прислушувањето, следеше таа афера, значи аферата така наречена Пуч, и дека тоа така наречен украинско сценарио почна да се развива и одвива. И со други зборови, сега сме поготово сведоци и после бомбите кои следеа, односно петардите, аз ги нарекувам на опозицијата, следуваше, нели така, специјално јавно обвинителство, поддршка целоста на опозицијата контра власта, све со цел да се постигнат нивните оние финални резултати, тоа е да се прекрсти Македонија и да се разнебите македонскиот народ. Значи, од една страна имате во Црна Гора каде ги поддржуваат изборите, иако разликата е мала и во гласови, и во пратеници, иако објавија овие партиите дека имало доста нерегуларности, тие факт е дека исто како Македонија не ги регистрира, не ги пријави те нерегуларности на изборната комисија, туку ги објавија во јавноста.
сепак тамо имаат еден став, бидејќи власта, победникот формален, односно тој што сака да формира влада, е нивни, и како таков тој е добар, а другите кои се со понекви идеи се лошите и поддржуваат нешто што е многу по, би рекол, по недокажано, многу по проблематично, многу по дискутабилно, отколку на што е кај нас, што беше кај нас во 2014 година, и тие, како што гледа, се терат своите интереси, а дали била ваква и таква победата на едната страна и поинаква, општо не е битно. Тие поддржуваат тој што е на нивна страна, а ако тој нели така е вмешан и во криминал, ќе ги затворат очите, нема да го видат, а другиот кој што е на нивна, што е против нивните интереси, тој е лошиот и против него ќе направат се да го срушат. Точно тоа се случува во Македонија и треба да биме свесни дека оваа жестока ситуација, атмосфера која почна вчера со СЈО ќе продолжи до 11 декември. За дипломатијата со Никовски. Само да спомнеме, почитувани слушатели, поради нашата неизменна глупост во однос на нашата прекрасна музика. Ево имаме прилика да го слушаме Вивалди, неговите 4 годишни времења. Се додека, значи, тоа е навистина прекрасна музика, меѓутоа ние повеќе уживаме во сопствената македонската, али за нашата глупост, која е немерлива во некои ситуации, ние се уште нема да можеме да живееме во амбиентот кој ни е близо, кој е наш. Зборувавме за СЈО и неговите манипулации, зборувавме за двојните аршини на Брисел, и сега ќе се осврнеме малку на најновите ексцеси, провокации од страна на Атина. Видите, имавме изјави на Кодзијас, министер од външни работи, и на председателот во последниве 10 недела дена или последни 10 дена, и тие мораме да заклучиме само покажуваат дека нервозата во Грција достигнува максимално ниво. Пласиравме тезата и мислам дека таа е апсолутно точна, дека Вашингтон се обидува сега во овие услови да го реши дефинитивно проблемот со нашето име, за да не отвори патот во НАТО, да не дозволи Русија да се тука на било каков начин пријави и етаблира. И сега Грција е првпат под притисок за 25 години. Тие не се спремни да прифатат никаков компромис, било какво решение. Иако формулата која нуди Вашингтон и која не ја прифаќа Атина, таа не е она максималистичка ерга омнес, туку е ерга омнес, али на етапи, на 2-3 етапи. Таа е катастрофална за нас и мислам дека никој во држава не сме да ја прифати. Таа се сведува на промена на така наречената референција од Обединетите нации со трајно име за државата, за надворешна употреба, што значи прекрстување постепено и внатре во земјата. И Грција во дадените услови, кога тамо ситуацијата е многу ровка, по многу што, кога власта, нели така, е соочена со огромни предизвици, таа финансиска, економска, политичка, социјална, и каква сакате криза е неспоредлива со било кого, земјата е пред банкрот, сега повторно се зборува дека Грција може и треба да успее, дека мора да излезе од еврозоната, така да во таква ситуација додатен удар за тие нивни историски синдроми дека македонци нема, дека Македонија е нивна и слично, како што изјави председателот, дека Македонија е Грчка и ќе биде секогаш Грчка, само веднаме го покажуваат тоа ниво на нервоза, бидејќи се ставени сега пред еден свршен чин. Знаете, Грција е должна 340 милиарди евра, што е 180% од нивниот бруто општен производ или GDP, како се вели, и на сите им е јасно дека тие парите никош не може да ги вратат. Тоа е без камати, а замислите да е само 1% каматата на тие 340 милиарди, тоа значи 3,4 милиарди годишно само за камати. Каква сума е тоа да не објаснуваме.
a велам каматата никогаш не била 1%, поготово за Грција е сигурно 3-4-5%, значи 10 на 15 милиарди евра, тие само за камати треба да дадат годишно. И сега Америка и монетарниот меѓународен монетарен фонд, кој е нивна алатка, се многу отворени и многу директни и упорни да се отпише поголем дел од долгот на Грција, да и се возможи некој понормален развој и некакво враќање на она што ќе остане. И бидејќи тоа за Грција се работи за да или не, поентата е дека маневарскиот простор или можноста на Вашингтон да влијае на Атина да прифати нешто што е за нив во моментот неприфатливо околу Македонија е релативно голема. Така да опасноста за нас и стравот од некакво грчко привремено и, како би рекли, тактичко виткање на рбетот е реална. Тоа мора да го имаме на маса и на дневен ред. Иако тоа нема лесно да се случи, велам, бидејќи и власта, и владата на Ципрас и било која друга со такви попуштања многу лесно ќе падне, така да at stake, што би рекли англичаните, или во комбинација се многу опции кои се некои не пресметливи, така да можноста за да Грција сепак прифати едно такво решение за среќа моментов не се големи, меѓутоа тоа не спречува нас да ние поработиме, да ги искористиме тој моментов, да истуркаме нешто што е пушта подобро за нас. Мислам дека најстрашно е ако останеме вака пасиви како што сме, иако ситуацијата во земјава не е баш многу наклона и не е баш многу позитивна за некаква офанзива дипломатска. Сега знаеме, слушаме дека дури 12 амбасадорски места се празни, во сите други ДКП-а составот е на минимална бројка и за некоја дипломатија, не за офанзива, нема за некоја нормална дипломатија простор. Меѓутоа, велам, и во дадените услови ние мораме да биде свесни дека таа тема ни е актуелна, дека таа тема ни зависи и сегашност на едината и треба да бидеме многу поагресивни, ако сакате, многу поорганизирани и многу секојдневни. За жал нас не нема и на овие најнови провокации кои доаѓаат од југот, имаме само една изјава на нашиот министар външни работи, која сосема солидна и оштра, ако сакате, и функционална, кога тој рече дека ако Грција се залага за спроведување на правото, прво нека ја спроведе хашката пресуда, мислам тоа навистина еден мал мат за грците и после тоа не да разговараме за се друго, меѓутоа, знаете, Атина има дебел образ и не е баш многу спремна да ги прима тие аргументи и факти на сериозен начин, ги игнорира и тера по свое. И секој ќе зборуваме на оваа тема пред да елаборираме повеќе изјавите на Кодзијас и на грчкиот председател Павлопулос, како ли се вика. Само да спомнеме уште еден факт кој многу не е јасен и видлив во јавноста. Вие знаете дека нашиот председател зборуваше за компромис, за разумен компромис за врска со овој проблем. Ние знаеме дека тој беше сериозно критикуван што е тоа разумен компромис и слично. Меѓутоа, никој не го забележал фактот дека Америка, а уште помалку Грција, Вашингтон, кој е менаџер, кој го води овој спор веќе 25 години, никогаш го нема спомнато зборот компромис. Тие отворено, Рикер, кој беше тука амбасадор, без скрупули и без влакна на јазикот, јавно во интервјуи, во дневник и во други вестници пише: одберете си име, прекрстете се и тогаш ви затвараат вашите перспективи. Значи за нив нема компромис. Така да, кога го нагласуваме ова, треба да биде наша поука, односно наше искуство, ако сакате, дека нашата политика на барање на компромис е ирелевантна, нереална, нефункционална, која другата страна воопшто не размислува компромис. Иначе, кога сме на темата компромиси, да дадем, има неколку дефиниции што е тоа компромис. Едниот, тој може би најпрецизниот, гласи: компромис е кога секоја од страните го добива тоа што не го сака. Мислам и Грција да го добие тоа што не го сака во однос на овој проблем, ништо нема да значи. Меѓутоа, за Македонија тоа би значило крај на многу работи, пред се на екзистенцијата на признавањето. Не може народот да го уништи, македонскиот народ не може никој да го уништи. Меѓутоа,
крај на прифаќањето на нашиот народ како некаков реален чинител на меѓународната сцена. Сите тие напори се точно тоа да го измислат македонскиот народ, кого не го признават ни бугарите, ни грците, а бога ми некои други, да ги не спомнуваме сега поред, имаат резерви према тоа и цела Европа, ако сакате, која спроведе американската политика на прекасување на народ и државата, де факто стои за да таква опција. Да се вратиме на овие две изјави на Кодзијас и на председателот. Тие де факто рекоа дека прво Грција, Македонија и Грчка, и тоа е дефинитивна работа. Второто, Кодзијас ја нападна Албанија, беше многу оштро на Албанија, рече дека Грција е во секој смисол супериорна и економски, и воено, и политички врз Албанија, и дека тоа треба да го имат во предвид, значи тоа е пак една мала уцена и закана. А Пападопулос или Павлопулос ја нападна Турција. Рече дека Турција треба да води сметка, бидејќи Грција е прозорот неизин према Европа, што е глупо само по себе. Така да, очигледно, во Грција се одине заострување на односите према регионот, бидејќи таа криза кај нив е толку длабока што бара поводи да е малку убржат со некое свртување на вниманието према странство, и тоа очигледно сега го прават. И во овој контекст што да го спомне е фактот дека Бугарија на сите овие провокации грчи дека Македонија и Грчка не реагира. Покажува дека бугарите се силни и јаки према Македонија и не игнорираат и не оспоруваат и дека ни забележуваат дека сме ја крадели нивната историја и слично, меѓутоа кога прави тоа Грција, очигледно немаат сили да се спротивстават. Тоа покажува јадната позиција на една соседна земја која се прчи и се прави важна према послабиот, ама кој ќе некој друг појак околу неа се крие и се прави божем ништо не разбира. Тоа би било за денеска, почитувани слушатели на овие политички теми. Сега само да ја подсетам дека треба и понатака да купувате македонски производи, бидејќи само тука лежи перспективата на оваа наша држава и дека секое поинакво однесување е штетно за нашите деца, за нашите семејства, бидејќи погоре, порано или подолу, порано или подоцна, разбирате, се сведе на економијата. Ако економијата функционира, ќе имаме перспектива. Ако економијата не функционира, нема да имаме никој да има перспектива. Днеска повторно ќе го цитираме Конфуције, кој живеел од 551 до 479 година пред нашата ера, значи живеел колку 50-70 и нешто години, што значи пред скоро 2600 години. Тој рекол: човекот кој не размислува за едината ќе се сопне на сегашност. Тоа важи за сите нас и дома, и како држава, и како народ, и како влада, бидејќи структурирањето на едината е денеска. Ние треба да живееме нормално, божем, нели така, све ќе биде добро и све ќе биде позитивно, меѓутоа мораме се спремаме за едината која во случајот за Македонија е помногу што тешка и напорна, со многу голготи бидејќи не признаваат, и затоа мораме да бидеме свесни дека денеска ја градиме едината и дека поготово преку името можеме да направиме историски грешки кои ќе бидат непоправливи. Благодарам за вниманието. Се слушаме следниот петок. Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 21. октомври 2016 година. За дипломатијата со Никовски.